Почитувани, во последните неколку реакции од кабинетот на Заев се изнаслушавме многу невистини, дури и глупости. Во обидот да го заштитат Заев од одговорите кои струмичани ги очекуваат од градоначалникот, послушниците од општината наивно и неуко побрзаа да го пофалат Заев и го нарекоа филантроп. Замислете, човекот кој јавно се закани дека ако дојде на власт ќе јаде живи луѓе, ќе менува од чистачка до министер, човекот чии семејни фирми оставија без работа стотици работници, општинската администрација го нарекува човекољубец. Да не е жално, ќе беше смешно. И не застанаа тука. Зборуваат дека општина Струмица месечно троши милионски суми на средства, а за патот Струмица-Попчево чекаат пари кои владата на Република Македонија преку Агенцијата за државни патишта ги обезбеди од Светска банка. Зборуваат за средби со граѓаните на Попчево како тоа да е пресудно за изградбата на пат и решавање на некој комунален проблем. Колку средби досега имал Заев со граѓаните на Добреци, а тие денес во 21 век се уште немаат канализација. Зошто ако првичниот договор за обезбедување на овие средства бил потпишан во 2005 година во времето на првиот мандат на Заев, Советот на општина Струмица чекал дури 4 години за аплицирање на проектот изградба на локален пат Струмица-Попчево. Дали наместо изградбата на патот Струмица-Попчево за тие 4 години приоритет имаше богатењето на фирмите блиски до СДСМ и кланот Заеви? Господа од СДСМ, одговорете им на граѓаните. СДСМ и Заев ја практикуваат локалната власт од 2005 до денес. Зошто на градоначалникот му требаат 7 години да асфалтира пат од 6 километри, а фирми блиски на СДСМ и кланот Заеви во рекордно време градаат трговски и стамбени објекти? Дали локалниот пат Струмица-Попчево бил проектиран во буџетот на општина Струмица во било кој период од 2005 до 2011? Дали општина Струмица ќе го асфалтираше патот Струмица-Попчево, доколку владата не обезбедеше и одбереше средства за истиот?